Чим ја натокми гитарата овај, значи дека има нешто ново. То нешто ново од вај чекаме но 6 месеци веќе да го изарно, знаеш како? Кој те прашва, брат? Живото си врви. Фамилиарен човек, работа, деца, ова, она. Не останува време, а бога ми сакавме да подснимиме нешто малце, да го овековечиме моментот како што треба. И конечно еве, после толку време бидна едно спотче, а бога ми бидна една песна. И та песната се вика Страв. И можете од овој момент комотно да си одите на YouTube и да си ја слушате и да си ја гледате, а воедно и да го запознаете Адамче, кој на втори месецов наполни 6 месеци, мислам дека време е да го запознаете, така. Додуша жената уште не е фан на фактот дека директ толку јавно излегва, ама па на крајот на денот толку сладко дете не можеш да го дочуваш, мора. Што сакаш прави, како сакаш прави, еднаш ки излез. Еко веќе го запознавате, баре да го запознаете и моментот биде овековечен и моите емоции од неговото доаѓање да ги запечатим. Исто како што запечатвам секоја епизода со шпица. Така што дај да ја пуштиме шпицата, па после да си ја маниме песната и да си правиме муавет околу неа. Можи? Ајде да те пуште. Сакам да ти бидам пример, да ти отворам пат. Сакам да ти кажам се што сум поминал за да не го врвиш пак. Сакам да ти видам книга, да ти раскажувам приказни разни по 100 пати, да ти ги повторувам. Да ти бидам супергерој, од зло да те заштитам. Сакам да ти дадам простор да сгрешиш, да пробаш да научиш сам. Сакам да ти бидам столбот, да сум секогаш јак. Сакам да ти бидам ветар во грбот и сонце во градите пак. Нема што не сум видел, пред никој не замрзнав. Но кога дојде те видов, те допред и сватив ја што значи страв. Сум минал добро и лошо, лесно пребродував. Но откако дојде сум најсреќен, најгорд и чувствувам страв. Сакам да ти бидам ментор и брат, другар по пат, се што ти затреба, да го делам секој товар и пат, полка и мрак, и пораз и победа. Сакам да ти бидам бројчето што ке го свртиш без да се колебаш, да знаеш ке го покорам светот ако ти потреба. Тоа е дечки Страв. Од денес на YouTube и на сите други платформи ќе има и по Instagram и по TikTok и кај сакате. И баш ме интересира ваше мислење, ви се бендиса, не ви се бендиса, ваква е, таква. Исто што ме интересира, ојте дзирнете Адамче на кој личи, ја ми кажите, пошто знам дека тој ќе види најкоментираниот муавет од цела песна. Не е ни битно за што е песна. Го има малио натре. Прв пат го гледаме, прво што се кажува на кој личи. Оти шо знаеш да си видат луѓето, да си знаат. Хај седи шо збор. Мислам, ние знаеме на кој личи. Кога ќе отворат стари албуми подома луѓето велат кај го најдовте Адам со старијалиште. А тој уствари не е Адам, тој е Викторче, кој беше мал. Ама добро, се што правиме. И реално кој што реков во најавата, да беше до жена ми, и се немаше да го изваиме ни. А и јас бога ми не сум од тие родители што ќе оклава сега на све, првото ова, првото она, вака, така, олку месеци, олку дена, олку недели. Ама на крајот на денот 6 месеци помина, тој уште малце прводеление ќе почне, женски ќе почне ни носи подома. Пошто како расти ништо не ме чуди. И некако песнава не ми се пушташе туку так, само јас да бидам при. Кога не е за мене направен. Направена е за то Викторчето мал. И сега како е направена е муавет? Ај ќе ви кажам. Имено мене ме фаќаше возбуда при крајот таму на трудночата, нормално како и секој родител. Сите само за тоа збораја, мене само за тоа ми се збораше и некако знаев дека ќе направам нешто, ама не знаев што, знаеш, немав некоја намера посебна да мек мора да напишам песна за син ми ако дојде Јарно. И Јарно, ама збороите почна да сидат уште нервоз. Мислам дело нака. Пример ќе спиеше жената, аз ќе си лежев така во кревето и ќе ми идеа мисли, ќе си размислувам за тоа што сакам да му бидам во животот. Каков би бил животот со него? Како би сакал јас да бидам запамтен, макар што тоа никој не можеме да знаеме. Ама си запишвав по некој од мислите што така ќе ми дојде на моментот. Зашто нормално не можеш да знаеш какво чувство ќе имаш кога ќе дојде, дур не дојде. Неш би било фейк да пишеш нешто, а уште го немаш почувствувано чувството. Може да нагаѓа, ама најубаво е да го осетиш прво па да кажеш. И си запишвав што си запишвав. Јас си свиркав некоја акордчина онака. Ме слушна една жената ми вика: "Шо правиш бе? Песна ќе пиши?" Ќе пишам, реков, ама не можам да ја
официализирам, немам да ја завршам дур него доживеам момент. И еден ден седам јас во студиото, буквално вака наместен, требаше снимам емисија нешто и ми се јавува Милена, ми вели мислам дека ми пукна водењакот. И Виктор исклучи тука светла, камери, чуда, рече бега, ојдовме и наредниот ден на свето ни дојде Адам, на чие доаѓање присуствува Фијас, како што веќе знаете. И знаеш, сигурно би бил емотивен момент и да не сум таму, ама то би било поке нестрпливи емоции, чудни, некои измешани, страх можда за жената како му е шо му ово. Ама пошто присуствува внатре, брат, то беше emotional overload. Да не знаеш за кој ти е поке страв, дали за бебето, дали за жена. И тој излегва, го гледаш малото од скаво, ти го дават враце и сега ти си одговорен за ова малото овде. Шо и да биди во живото, шо и да направи, најголемата одговорност имаш ти. И сега на такви моменти кои се некои големи, кои се случува нешто, дали е убо, дали не е убо, шо да, не реагирам емотивно, онака, не знам зошто, ама свето може да се распаѓа. Јас ќе бидам фокусиран на тоа што треба го направам. Како свирачите на Титаник, бе Титаник, тони тие си тераци свират, што да правам. Ама буквално небитно каква е ситуацијата, јас гледам да видам што можам да направам јас да поможам. И бид на раѓањето, го гушнавме Адамче, го зедоа таму да го исчистат, да го средат. Јас останав со жената, се јавив на моите нејзините ги израдвам и после се јавив кај брат ми и тука ме акна емоција. Дали дека и тие чекаја бебе тогаш, дали дека брат ми, дали дека ние сме сега генерацијата на татковци, имаме други деца, не сме деца поќе. Дали се комплет не знам, ама ме отепа емоцијата. Тука си поплакавме и после тоа нормално одиш дома и се спремаш за луѓе. И дојдоа луѓето, направивме галама ово она, ама мене умо ми беше во песната цела вечер. Ги испратив гостите и слегов директ в студио. Прво гитарата акустична, наместив микрофоните, манав некој теј. Па му влегов ритам секција. И не знам зошто, ама сакав ова песна да биде како бенд да има свире. За жал се уште немам тапани в студио, здравје Боже ќе земам некојаш потаму. Така што морав да и тропам на Сайзер, ама нема врска. Мислам дека успеав да ги истропам како да се во живо. И обично исто го свирам и басо, ама дур снимав ми текна дека на брат ми бас гитарата ми е тука в студио. Кузна од кога немам гимнато, имам забораено дека е тука. Арно ама реков во овај момент на Чичо басо мора да се искористи. Тие жиците од 42 му се, не бит, го зедов басчето, може сат и пол два си свирев бас, покиот што ми беше грувот таков од мерак што ми беше, од колку што беше снимање. Го свирив басчето, зедов гитарата електрична, ај со неа малце и музиката си легна скроз. Збороите што ги има впишано ги склопив, рефрено излезе свежо од чувствата од дента што ги доживеавме и веќе бе фотеп. Снимив и вокал колку за едно демо да имам да му пуштам на Милена да ја чуе, па по некој ден после тоа го премала, ама во глобала сакав да е едноставно и да е од душа цело направено. И ојдов другиот ден ма пуштив на Милен, си поплакавме поштено двајцата малце, пошто неа мажот му напиша песна за син, а мене сина ми се роди. И брат, чувството беше убајна, сакав истиот ден да ја пуштам тоа. Арно, ама тој период немаше шанса да снимам било шо, пошто бевме хаос, нормално, нови родители. И ај си реков нека маринира малце работата, нека пркни малку Адамче, таман ќе оклајми и ќе снимим. И негде ко направи Адамче 3 месеци од прилика, уствари на Великден точно, се собравме сите тука фамилиарно. Ја реков пошто сега поќе гледа, чапа работи, поќе разбира, ќе го слезам долу в студио, ќе пуштам светлата, ќе си посвириме, малца се позанимава. И слегваме в студио, еден тон светла, инструменти, чуда и од се што имаше кај запна сине на тато во микрофоно. Ти му покажеш светлата, тој по микрофоно ваков да чапни. И јас му викам на жената, држ го таму. Ојдов во другата соба, манав рекорд, се вратив назад, го зедов, јас му викам сега смеј го. И жената се го смеј. Овој се скина ги котење и така Адамче сними својата прва песна. Тоевате од судбината нема бегање. Та дали ќе сака некојаш во животот друг пат да снима или не битно шубо залепи то смењето, некако да си се овековечи песната, тоа е нешто невидено. Што значи звукот што слушате бебешки оттаму е Адам кој имаше 3 месеци. И конечно, некни правиме муавет со Милена за на одмор и ми вика, ти планираше спот да извеш за песната и да извеш песната, нема стигниш до пред одмор. Леле, викам јас сега, ако чекаме после одмор, па после ќе излезе нешто сосем трето, па јас проекти имам, па немам шо, тек наесен онам. Се вртам го гледам сонче во времето, му викам саш денес да снима. Ајде ми вика шо, влеговме в кола, вате прето. Сато 6 поручек. Таму веќе зад облак сонцето и после тоа зад планина и толку. Ајде брзај тука, снимај, држ, не дај, па му студи, па не му студи, дува, не дува, ова да направиме, она да направиме. Па му се пријадило, па не знам што му се направило, па го снема сонцето. И си ојдовме дома. Тамвање другиот ден дома реков ќе снимаме денес. Пошто дома му е домашен терен. Најинтересен е тука, си знај. Ајде снимивме дома, фативме кадри, чуда. Главен снимател морам да си ја пофалам жената, како неа нема. Арно, некако па малце ни се гледаја кадри и ми вика Милена ми ајде до Пелистер ќе дете Пелистерско, ако не снимиме Пелистер
Пелистер кај ќе снимим. Станавме другиот ден в кола на Пелистер гор. Манавме некој снимче и таму, си подишивме убав воздух и после тоа тато си дојде в студио со материјалите и го направи спотчето. И така конечно бидна страв. Дури едно време страв ме фати, реков ќе порасни овој на факултет, ќе треба пуштиме никако песна да извај татком. Врти се учи 2 години имат поминато од последната. Ама не си, како што дојде Адам, така некако инспирацијата дојде. Имам уже неколку спремни тука во компјутерот. Кај и да е, ќе бидат. Едната беше за сега за летово, ама ова некако ми е по приоритет ми ова да извам од Гогутај. Така што на сред лето може ушедна да излезе. Па наесен ушедна. И така да не претервам, пошто стално велам вака ќе биде, така ќе биде, ама стално имам некои други приоритети. Како и да е ќе биде работа. И мислам дека доста е за денес. Вие ако досега не го видовте спото, оставите го ова видео, ојте таму, видете го прво спото, споделете го, клајте некој коментар, лајк, ова, она, ти реков ми речи. А после вратете се тука, не е проблем, ние не ојме нигде. Програма имаме нон-стоп. Битно од ова епизода толку доста. Фала што ме слушате и што сте дел од ова наше патување и се гледаме наредна епизода. Поздрав, имајте убав ден.